Гоце Делчев е основоположник на македонизмот, поточно за вековната борба за ослободување на македонците од османлиско робство и создавање на македонска држава. Со сите други атрибути. Така. Затоа тој со своите идеи уште како ученик бил трн во окото на непријателите на Македонија. Прво на османлиите, па после кога бил во Бугарија на бугарските шовинисти и за таа цел сега бугарите сакаат да го направат бугарски херој. Зошто е донесена одлука баш Делчево да се вика од Царево село е преименувано? Дали често престојувал тук? Тоа сега ќе ви објаснам. Од Гоце Делчев, од Делчевско, од нашата околија имал многу борци. И тоа првите борци, револуционери, вооружени борци, били од нашиот крај. Позначајни такви се Антон, значи неговиот курир Антон Сарафот од село Саса, Стоица Панчаревчето од село Панчарево и многу други. Што ги јас познавам, сега ако почнеме на широко, ќе да поведам. Ама тие се најважни. Што ќе дадем апел на младите за гледаме каква е ситуација моментално? Што ќе кажам? Тие луѓе се бореле на вистина и многу од нив животот си го дали, како што е Гоце Делчев, за таа македонска кауза, за ослободување. Тој како да си имал некое предчувство. Тој си го кажувал дека ќе загинеме, ама ќе ја добиеме слободата. Имал таква верба во македонскиот народ. И затоа и неговите идеи ги прифатил целиот македонски народ. И сега не треба никој да се откаже од таквите идеи. Кога веќе сме создале држава, да ја растураме.